Еве сме во вториот дел од нашата емисија. Оваа среда ќе разговараме на тема од образованието. Со моја денешен гостин ќе проговориме за сите тековни и идни активности кои што ги има Основното општинско училиште Тоде Хаџи Тефов од Кавадарци. За таа цел во моето студио е директорот на училиштето господинот Никола Нишковски. Добро утро и добро ни дојдовте за прв пат во нашата утринска програма на К1. Добро утро, пред се да поздравам гледачите на К1 телевизија и секако и вас тука како домаќини. Така. Директор, ева најпрво да ги запознаеме со тоа што сте прв пат во нашата утринска програма и прв пат ќе дознаат гледачите нешто повеќе за вашето училиште. Еве накратко да кажеме која е визијата и мисијата и еден краток историјат за вашето училиште. Добро, значи нашето училиште, Основно општинско училиште Тоде Хаџи Тефов, е едно од постарите училишта во општина Кавадарци. Училиштето е почнато со работа, исто изградата е направена далечната 1962 година. Покрај Централното училиште имаме и подрачно училиште во село Бегниште, значи оддалеченост некаде 15 километри. Во училиштето учат моментално 700 ученици. Некогаш имало и преку 1000 ученици, но сега со ова како глобален проблем, наталитето, сите училишта паѓа бројот на ученици, но сепак кај нас имаме една константна бројка што еве неколку години и наназад постојано се одржува за разлика од другите училишта. Имаме 80 вработени, заедно со наставниот кадар и техничкиот персонал. Училиштето функционира во 2 смени. Имаме 13 кабинети опремени со компјутери. Имаме во училиштето исто и проложен престој, што значи и сите оние други пропратни работи што треба да ги има едно современо училиште, градско современо училиште. Ние како училиште во однос на мисијата, нашето училиште представува средина во која се создаваат инспиративни, мотивирачки и безбедни клими за работа. Наставата и во наставните активности, училиштето кој се буди, интелектуалната љубопитност на учениците, се развиваат чувствата на одговорност и почитување, се вежба критичкото мислење, се стимулира инициативниот дух и творечките способности користејќи високи етнички стандарди и современи образовни технологии. Што се однесува до визијата, ние училиштето го гледаме во понатамошниот тек. Училиште каде што треба да бидеме сите еднакви, се почитуваме, соработуваме, толерираме, поучуваме и учиме интерактивно во еден современ воспитно-образовен систем. Се менуваме себе си како личности. Овде учењето е процес на градење на силни, образовни млади генерации за подобри сваќања на реалноста, па и себе си. Значи, ова е една визија која треба секој училиште да е прати во натамошниот тек, во неговото работење, односно како во една воспитно образовна институција. Директоре, еве, вие сте веќе втор мандат на чело на ова училиште кој што го менаџира. Како стоите со соработката во односот со учениците и со наставниците? Значи, која релација ја има меѓу вас? Значи, јас 2009 сум дојден од друго училиште во ова училиште. Од Росоман, од училиштето Пере Тошев, па 2009 сум дојден во Основното општинско училиште Тоде Хаџи Тефов. 2010 сум назначен за директор на училиштето, што значи за мене колективот и средината каде што треба се работи многу не ми беа така познати. Сепак јас дојдов како нов вработен и
после моето назначување за директор, направивме на добра клима во училиштето, не значи и претходно немало. Така. Но сепак јас се трудев климата помеѓу вработените да биде работна и ученици да биде работна, колегијална, колективна, што значи имаме добра клима во училиштето, се работи на ниво поактиви. Так. Учениците заедно со родителите, секако тоа е еден триаголник и училиштето, имаме заемна поврзаност каде што се почитуваме и резултатите покажуваат за се она што значи соработка. Така. А кога сме веќе кај соработката, каква ви е соработката со родителите на вашите ученици и секако со локалната средина? Значи една воспитно образовна институција, доколку не соработувала со локалната средина, совет градоначалник, Така. совет на родители, значи тоа е еден триаголник затворен што треба да функционира. Доколку нема ваква соработка, џабе што ќе се труди институцијата, значи не може да се постигне резултати. Што значи соработката ние на едно високо ниво, Така. имаме една добра соработка. Тоа се гледа од најразлични проекти што работиме. Работењето секако е пропратено со помош од страна на родителите. Значи доста и предлози црпиме од самите родители, односно совет на родители. За сето тоа да се реализира, во секој случај треба и финансиска поддршка и од локална самоуправа. Што значи имаме соработка. Јас можам да напоменам, родителите се често пати вклучени во најразлични проекти, коментарни акции кога веќе собираме средства за одредени потреби, за ранлива категорија на ученици или семејства. Родителите се вклучени во тој дел. Предлозите доаѓаат од нивна страна, како да настапиме, на кој начин да настапиме. Во најразлични манифестации учествуваа со, да земиме пример како подготвување на една здрава еколошка храна. И имаме многу такви примери каде што можеме да наведиме за добрата соработка со локалната самоуправа и совет на родители. Се надевам дека така и ќе продолжите со оваа соработка од локалната средина и од родителите. Сега, она што би сакала наредно да ве прашам, она што и последно се случи за вашето училиште е тоа што во вашето училиште се одржа ИТФИНК мини конференција која што беше организирана од страна на Националната агенција за европско образование и мобилност. Која беше, еве да ја кажеме, целта на оваа конференција? Националната агенција за европско образование и мобилност, Така. значи има опфатено поголем број на проекти и еден од овие проекти е Twinning, Така. значи проект кој ние работиме од 2012 година. Значи ние како училиште во регионот сме едино училиште што работиме на овој проект, може би ретки сме на ниво на Македонија. Значи ние работиме од 2012 каде што имаме добијано доста сертификати, признанија. Имаме наш наставник, морам да ја спомнам, Така. колешката Елизабета Филипова, наставник по англиски јазик. Таа е еден вид координатор на овој проект ЕТФИНИНГ, заедно со останатите наставници. Проектот се однесува за мрежно поврзување на учениците со одредени наставни часеви, со работилници и слични делови од наставата. Значи, тие имаа мрежно поврзување со одреден број или многу училишта низ Европа. Така. Значи, ЕТФИНИНГ проектот има веб страна, каде на таа веб страна се следа сите овие работења, изведувања на наставни часови со учениците. Значи, сето ова го работа учениците. Наставниците се еден вид координација на нивното работење, припремање.
Значи, на овој проект работеа многу училишта низ цела Европа. И токму преку овие наставни часови што се следат низ земјите во Европа, ние имаме добиено доста сертификати, имаме добиено на, мислам беше сега на 25 октомври, во Атина, имавме добиено, тоа беше една меѓународна конференција каде имаме добиено и признание за изработка на одреден проект, односно одржување на час со одредени теми. Марија Кири Сколодовска. Исто наставничката наша беше во Атина, е подигна таа награда. Значи тука некаде на ниво 40 држави со настапување на своји училишта, беа 9 училишта каде ја добија ова награда. Исто наставничката, морам да спомнам, наша Елизабета Филипова е амбасадор од Македонија токму за овој проект. За овој проект, така. Да. И причина зошто кај нас се одржа ова мини конференција беше токму ова. Нашата голема соработка со овој проект, активно вклучени, и раководителот на eTwinning, господјата Мила Протуѓер, што е за Македонија како раководител на овој проект, сакаше токму кај нас да одржиме една мини конференција со присуство на представници од сите основни и средни училишта, па и градинките, за сепак да се вклучат и останатите училишта, останатите градинки. Мојата страна беше отварање на оваа мини конференција, додека раководителот даде едно краток вовед за самиот проект, и третиот дел следуваше нашата наставничка Елизабета Филипова да направи една презентација за се она што се работело досега во овој проект од страна на нашите училишта. Значи, целта беше, зашто кај нас беше активноста наша, што долго време сме таму на тој проект и имаме доста успеси и сертификати. Јас мислам оти, ако би имале можност, можевте да ги офатите сите тие. Така ги имавме ние во информативните изданија на нашата програма, сите овие активности кои што ги кажавте. Сега, она што друго би сакала да ве прашам, имате доста соработка со некои со надвор од земјава, со некои институции. Колку е битна оваа соработка за да успеете во вашите замислени цели, во вашите проекти кои што ги имате во училиштето предвидено, еве и за оваа година и за наредната? И секако и за изминатите години кои што поминаа. Па добро, ние како училиште сме вклучени во најразлични проекти. Така. Значи, не само тука проекти што се од внатрешна потреба во нашето општество, како што се Бирото за образование на Република Македонија, проекти под Министерството на МОН, локалната самоуправа, Црвен крст, полиција, Дом на култура, значи тие се проекти што постојано тука се работаат, но ние исто се вклучуваме во одредени проекти како што се USAID, Светска банка, значи меѓуетничка интеграција во образовниот систем во Македонија, еколошката едукација во македонскиот образовен систем во Република Македонија, партнерски училишта во Македонија, па и надвор од Македонија. Така што овие проекти се од битно значење, не само за нас како училиште, што имаме некој бенефит, и како училиште што едноставно се промовираме широко низ нашата држава Македонија, па и во настрана. Како овие проекти. Така. Сега може да се префрлиме на сите оние проекти кои што ги имате изработена во однос на инфраструктурата.
Еве да кажеме што е направено во последниот период во вашето училиште. Значи, рековме, во училиштето имаме фатено голем број на проекти. Так. Секако и јас, откој пред да дојдам директор, се работел на одредени проекти. Так. Јас се трудев да што повеќе ги прошириме и продолжиме со проектите. Значи, околу проектот, тоа е еколошка едукација во образовниот систем, е проект кој го наследив јас во училиштето и настојав да се продолжи. Значи, ние преку тој проект имаме освоено 4 зелени знамиња како екоучилиште и ние бевме меѓу првите училишта во Република Македонија со око проектите, односно екоучилиште. Имаме координатор на еколошката секција во Кавадарци во нашето училиште, која е доста искусно и мудро и квалитетно и професионално ги работите. Значи, почитуваната наставничка Сонја Иловска по биологија, заедно со останатите наставници. Значи, ние покрај овој проект не само што земаме зелени знамиња како признание за екоучилиште, ние имаме земено, може би не се големи тие грантови, но секоја година како освојуваме зелено знаме, имавме грант, изработивме летниковец, летна училница во фора на училиштето. Наредниот пат кога земавме зелено знаме, исто добивме грант за поставување на штедливи сијалици во ходникот и во одредени училници, тоалет, казанчињата, чешмите, Так. исто штедливи преку овој проект. И имаме многу така поситни работи преку овој проект, око проектот. Потоа меѓуетничка интеграција во образовниот систем, тоа е проекти, тоа е со закон влезен во програмата на училиштата. Ние на тој проект работевме некои 3 години, макар беше доста и така тежок и трпение требаше. Бевме партнери со училиште од Кондово, Шабан Байрами. Значи, мораше да бидеме партнер со училиште кое е од друга јазична група. Така. И ние во тој дел земавме грант, значи како добро изработен проект, земавме грант од 1.200.000 денари, каде плюс на овие 2.200.000 денари требаше да учествува локалната самоуправа со 20%, училиштето со 10%, што значи беше наше да направиме проект што сакаат тие да ни изработат. Училишниот двор, кој беше доста руиниран, рековме, далечната 1962 година дворот, беше ограден, беше доста руиниран. Ние успеавме преку овој проект меѓуетничка интеграција да финансиран од УСАИД, Така. да го направиме дворот комплет, убаво, луксузно, безбедно за учениците. И можем да речеме ти е едно во регионот училиште што има најдобар ограден двор. Така. Исто и внатре културно уреден. Потоа имавме проекти преку Светска банка за изработка на кровот. Значи, кровот беше со азбестни салонити. Тие беа дислоцирани, значи ги имавме ние, се изработи со изолација, со пластифициран лим, што значи доста добро и кровот се изработи. Исто од Светска банка имавме проект изработено за пренамена на топловодните котли од дрва на пелети, што и тие се во функција. Претходно имавме направено фасадата. Пак морам да спомнам, училиштето е доста старо, но сега изгледа како да е сега изработено. Така. Супер. Дворот е уреден холтикултурно. Исто можам да потенцирам со право така уреден двор. Сигурно во регионот нема такви училишта.
Подрачното училиште исто добро го држуваме во кондиција и добро го естетски изгледа со сите оние потреби за една воспитно образовна институција и имавме постојано патуваа наставници таму и ученици од други села. Купивме со сопствени средства возило, комбе и фактички сега правиме превоз на учениците и наставниците со наш превоз. Ги одбегнуваме оние трошкови големи што треба да се права тендери. Така. Што значи и пак имаме ПВЦ столарија изработена во училиштето и многу други поситни пропратни работи што треба едно училиште да ги има, да ги одржува за понатамошниот тек за работење. Така. Но овие се едни покрупни проекти што ги имаме изработено за време на мојот мандат. Така. Директоре, а која е целта на овие проекти? Што всушност училиштето добива со ова? Кои се придобивките и за учениците, и за вработените, и за целокупниот објект? Значи, овие проекти да се изработа, учествува сите наставници, сите вработени, сите ученици, можеби не буквално сите, али учествува и учениците, учествува совет на родители, локална самоуправа. Значи, тука, како пред се, тука се ствара една навика да се работи тимски, а како придобивка за нас во училиштето, сепак имаме тука енергетско затоплување, ако земеме фасада, ако земеме кров, Так. ако земеме парното, значи енергетско затоплување, со оградувањето на дворот, културно оградување на дворот, доведуваме на училиште естетско добро, естетски изглед на училиштето Так. и секако за привлекување на ученици од другите реони. Така. Значи, убавината на самото училиште, самата зграда кој се види. Покрај оние, што рековме, другите мерки за безбедност во училиштето, за квалитетна работа на наставата и ред други работи. Значи, придобивките се во секој случај мотивацијски, за да и понатаму продолжиме со вакви слични Така, се проекти. надевам дека е така Да. и ќе продолжите во иднина. Сега, оно друго што би било добро да кажеме е дека новогодишната атмосфера веќе започна насекаде, па и во училиштата. Секој училиште добро знаеме дека спремаат некоја новогодишна програма во врска со новогодишните празници, Божик, Нова година и така натаму. Што се спрема ете во вашето училиште? Дали можеби ќе имате некоја представа од страна на учениците, некои активности кои што ќе имате до крајот на оваа 2016 година? Па добро, значи во секоја воспитна образовна институција децата се најрадосни. има активности, Значи се секогаш се најрадосни сега, кога Така. веќе доаѓа Нова година, божичните празници и секако учениците има своји активности, права најразлични предмети, новогодишни предмети, најразлични честитки. А што се однесува до програмите, во училиштето, како и секоја година и оваа година, се припрема програма од страна на учениците, од страна на нивните ментори и наставниците. Програма која се изведува на плоштадот во градот на Кавадарци, значи пред новогодишните празници. Тие се програми со најразлична, пропратени со најразлична музика, па најразлични хумористични настапи. Исто така спрема најверојатно некои програми за во Дома на културата, помалите ученици од прво одделение, овие што се и продолжен престој, спрема нешто за внатре во училиштето, за нешто да се представа на нивните родители со нешто што поинтересно. Значи, во секој случај, во училиштето овој период е доста живо, децата се радосни и секој на свој начин нешто
Припрема. Значи припрема може би нешто ќе има и продажен базар, нешто со изработки, Така. новогодишни изработки. Значи во секој случај учениците се активни и се припрема да пречека нова година и божини празници со овие. Споменавте во вашиот одговор имате паралелки кои што се со продолжен престој. Какви се условите за овие ученици во вашето училиште? Ете за сите оние заинтересирани кои што не гледаат, можеби од септември ќе ги запишат нивните дечиња токму во вашето училиште. Продолжен престој е наменет за ученици од поделенска настава, Така. значи од прво до петто деление. Овој продолжен престој му користи на учениците кои сака да остана после настава или пак евентуално ако наставата е поручек па да дојда порано за да си ги заврши оние домашни работи. Нешто да науча плюс, доколку дома не може некој да му обстани, пошто сега знаеме малку е динамично времето. Да, во малку поинакво Динамично време, родителите се на работа. Да. Исто, овој продолжен престој е од корист на родителите. Значи, родител кога гледаот и нема дома кој детето да го гледа, Так. нема кој да му помогне, овој продолжен престој... Најдобро би било да бидат во... Што значи, во продолжен престој имаме тројца наставници, деленска настава, двајца изведуваат настава со овие ученици, еден наставник има во игротеката, каде што после пишување домашна работа или изведување на одредени наставни содржини, Имаат време и за децата малку забава. време и да се забавуваат, да се Така. одмара, да се рекреира и на тој начин наставниците се менуваат. Значи, наставата, ако почне во 13:30, децата се прифатени од 8 часу за бајлето. А ако наставата е со одделенска настава од сабајле, па после наставата до 16 часот останува децата во продолжен престој. Значи, оние деца, оние родители кои сакаат да децата му останат во тој продолжен престој после наставата. Така. А не значи ако има потреба да дојда порано или да остана покасно, значи во секој Тоа случај не представува никаков не представува никаква пречка, затоа Така. што ние и во тој случај можеме да ги прифатиме или да останеме подолго време со нив. Така. Директоре, она што на крај би ве прашала е кои какви се проекти следуваат ете во наредната 2017 година кои што веќе ви се познати. Веројатно имате и календар на работни обврски и активности, па еве да кажеме дел од нив. Па вака, морам да напоменам овие проекти што веќе се во тек, Така. например, еколошка едукација во образовниот систем, значи околу проектите. Ние продолжуваме и понатаму континуирано да ги работиме секоја година, значи остануваме на тие проекти. Меѓуетничка интеграција во образовниот систем исто остануваме и на тие проекти, продолжуваме и со тие проекти. Потоа имаме проекти кои се во редовната програма, значи како хуманитарни акции, соработка со локална самоуправа, превенција против малолетничка деликвенција. Така. Значи тие се проекти што Едукативни. постојано ќе ги работиме, Така. едукативни, превентивни и секако за проекти вака поголеми, инфраструктурни, моментално ќе гледаме нешто доколку имаме можност и на такви проекти, значи нема да ги заобиколиме, односно ќе влеземе да ги работиме и тие проекти. Сега како најголем и битен проект нас ние во училиштето немаме спортска сала, значи спортската сала е од големо значење во училиштето. Е влезена во програмата во оние 145 спортски сали од владата на Република Македонија. Па се надеваме ова година 2017
да го завршиме тој проект, Така. училиштето да го направиме едно современо училиште со сите инфраструктурни потребни работи што треба да ги поседуваат учениците, односно да му биде на дофатур на ученици. Значи, останува уште оваа спортска сала, се надеваме оти 2017 како еден најголем проект ќе го завршиме, да училиштето остане комплет со сите потребни услови за еден современ воспитно-образовен систем. Така. Мене ми останува да ви се заблагодарам за што прифативте да бидете дел од нашата утринска програма и да ги информираме сите наши гледачи околу активностите на вашето училиште и искрено ви посакувам успешна понатамошна работа и успешни спроведени проекти во наредната 2017 година. Ви благодарам на поканата. Исто и јас да го искористам моментот. Еве да му ги честитам новогодишните празници, божичните празници на сите во нашето училиште, учениците, наставниците, родителите, па и на гледачите од К1 телевизија така. и општо на сите во Република Македонија. Ви благодарам.